Повеќе од еден месец комплетно е стопирана работата во државната компанија Еврокомпозит и преостанатите 60 вработени се во штрајк. Велат дека владата нема никаков слух за решавање на нивниот проблем и дека постојано си ја префрлале топката од една во друга институција. На последната средба во Скопје пред околу 10 дена, представникот на државниот капитал Софија Јовановска им рекла дека министерката за одбрана Радмила Шекеринска била крива што тогаш заинтересираниот инвеститор не го купил Еврокомпозит, бидејќи Шекеринска од Прилеп пред неколку месеци најави дека за фабриката има заинтересирано неколку инвеститори, што наводно било лага и вистинскиот инвеститор, слушајќи го тоа, револтирано си заминал. Си ја префрла топката представникот на државниот капитал, имав со представникот на државниот капитал и со многу други луѓе таму средба. И тие си ја префрла топката дека поради Шекеринска што дала изјава во летото кога бевте овде присутни, дека кажа дека имаме тројца инвеститори, затоа се налутил инвеститор и не сакал да инвестира во нашава фирма, сакал да остане како единствен и сега е префрлила топката дека Шекеринска да ги најди кои се тие тројца инвеститори. Кој така, кој ви рече? Значи ни го кажа Софија Јовановска, представник на државниот капитал. И му наложи на Тони Петрески, што ни е председател на управниот одбор, а воедно работи во Министерството за одбрана, да се консултира со Шекеринска и да ги донесат тие купци што ги планирале дека што ги најави Шекеринска. Работниците скоро цела година земаат само делови од заостанатите плати, а сега немаат повеќе ниту здравствено осигурување. Иако им беше ветувано дека со заминувањето на 150 мина како технолошки вишок, фабриката ќе функционира нормално, тоа за сега не се случува. До сега ние не земаме плати, туку земаме дел од заостанати плати. По 5.000, по 6.000, значи дел од заостанати плати. Сите плати од оваа година ни остануваат како целина за земање. Здравственото осигурување ни заврши минатиот месец, од овој месец натаму немаме ни здравствено осигурување. Фирмата е блокирана, не можеме ни да имаме здравствено осигурување. За оваа состојба ги обвинуваат сегашните и претходните директори, кои според нив биле неспособни да ја водат фирмата. Ние барам и оставка од овој директор, што е сега, за да не биде колата радна штета 60 мина и кусуров, што сме, меѓутоа и да владата ни носи само екстра сопанственици. Прво ни ги донесо Кузевски и Дуковски, направи малверзаци, второ ни го дадоа Граоровски, сега ни донесо, после ветлата ни донесо најголем стручњак и бара стражарите да му носе работа. Со такви луѓе и со ваква политика од владата, ние нема каде да одиме. Министерството за внатрешни работи му дава работа како наменска фирма и Министерството дава аванси, меѓутоа бившите директори тие аванси во голем дел, во голем процент си ги префрлија на други фирми и затоа ова фирма е донесена на рабо на пропаст. Инаку, иако на 150 мина кои што заминаа како технолошки вишок, требаше да ми се платат неисплатените придонеси од 2012 година па се до денес. До овој момент се уште нема никаква уплата од страна на државата. Покрај неисплатените придонеси, вработените во Еврокомпозит немаат земено околу 18 плати, а не им е во целост исплатена ниту отпремнината.